Нема таков ѕид кој магаре натоварено со злато не може да го прескокне. Филип. Глава 10. Едно време изгледаше дека во Елада и Македонија се смириле страстите. Филиповата војска остана во Термопилите, не правејќи им никакви насилства на домородците, кои постепено се навикнуваа на новата состојба. Демостен и натаму беше на штрек, не мирувајќи ни за момент, па елинската војска од ден на ден стануваше се поголема и се појака. Меѓутоа, македонците низ Тракија непрекинато војуваа, откинувајќи се од варварите дел по дел на области и град по град. Еден ден се разнесе вест дека македонската војска преминала преку Босфор и се префрлила во Мала Азија. Во врска со тоа имаше и едно писмо кое што персискиот цар Дарија беше му го испратил на Демостена. Во писмото се напоминуваше дека царот нема да жали помош за атињаните, а посебно за Демостена ако ја свртат целата воена сила против Филипа. Преку својот сатрап во Мала Азија, царот лично му испрати на Демостена кесе со златници. Сето тоа се случи во времето кога големиот говорник им зборуваше на елините по никоја цена да не се доведат во зависна положба и да не му се продаваат на македонскиот крал. Од тоа време потекнува и неговата приказна за овците кои своите пци и чувари ги предале на волците. Волците ги издавиле пците, а потоа и овците. Граѓани и војници на Елада, викаше Демостен, не допуштајте волчиштето Филип еден по еден да ве проголта. Кралот Филип, откако слушна за царскиот подрок на Демостена, викна: "Жими Зевца, нема таков ѕид кој натоварено магаре со злато не може да го прескокне." Во дворот на кралот Филип дојде нов воспитувач. Момчињата Александар и Филота слушнаа за него додека вежбаа гаѓање со стрела. Дознаа дека дошол од Мала Азија, дека донесол 4 големи сандеци и дека никој не знае што се наоѓа во сандаците. Една дворјанка им рече дека воспитувачот е во ловечката сала, дека разговара со кралот и дека по ништо не личи на бившиот воспитувач Леонида, кој умре пред 1 година, ниту на Лизимах, кого Филип го истера од дворот пред 3 недели на убав начин. Александар и Филота, сега веќе момчиња од 13 години, ги оставија лаковите и стрелите и решија да одат на десното крило на дворецот и да влезат во одајата на новиот воспитувач. "Само ќе дзирнеме низ вратата да ги видиме цандаците," рече Филота. "Јас ќе влезам, а ти ако си кукавица врати се," му рече Александар. "А ако не затекнат?" "Па што, сме дошле да се запознаеме, не сме го нашле во одајата и готово." Филота нешто промрморе, застана и се сврте уплашено. Но кога го виде другарот дека влегува слободно, тргна и тој. Откако дојдоа до одајата на воспитувачот, момчињата застана и заслушаа. "Може би е внатре," шепна Филота. "Не, останал со Филип во ловечката сала." "Па што не влезеш?" "Јас си ќе влезам." Александар влезе во одајата, неговиот другар уплашено се мушна зад него. 4 сандаци стоја во средината на собата. Момчињата почнаа да ги обиколуваат, да ги загледуваат и фаќаат. "Заковани се," рече Александар, обидувајќи се да поткрене еден капат. Од другиот сандак најнапред се слушна шушкање, а потоа и стенкање. Филота го грабна другарот за рака и го повлече кон вратата, тресејќи се од страв шепна: "Селаните раскажуваат дека во Мала Азија има луѓе со кучешки глави. Може би тука е нивното дете. Слушаш ли како шушка? Живо е?" "И мене ми се чини," рече Александар. "Живо е сигурно. Сега ќе видиме." Момчето се наведна над сандакот, на кој капоток беше се разредени летви. Совладувајќи го стравот, божемнамерно свирна и се почеше по вратата. "Гледам нешто влакнесто," рече. "Да, тука има нешто живо." Александар се повлече неколку чекори кон вратата. Побледнат и трепкајќи, Филота го гледаше како да е готов секој момент да побегне низ ходникот. "Остави, не чепкај," шепна тој. "Побаво е да одиме одовде." Децата излегоа во ходникот и се упатија кон излезот. "Што велиш, а?" праша Филота. "Велам дека ти си кукавица." "Ја, а ти се исплаши повеќе од мене." Александар застана и го одмери со поглед. "Јас се уплашил, нели?" рече. "Ти сигурно лицето ти беше сосем пребледено, се тресеше." Александар го зграбчи за рака и го повлече. "Напред, одиме да го отводиме сандакот." "Поправо, како мислиш?" затепка Филота. "Јас не одам со тебе."
Александар почна да го влече кон одајата. Неговиот другар се тргаше, се противеше со нозите на подот, но сепак одеше. Кога стасаа до вратата, Филота се исклачи и рече: "Ке се смееш, плашлив си, ако го отвориш сандакот, јас ќе изедам 3 шајки." "И ќе изедеш плашливко," одговори Александар и го зеде мечот што стоеше во ќошот. Со стресени раце момчето досегна една штичка, ја откорна, потоа друга и трета. Наеднаш од сандакот излезе мајмун, вресна неколку пати и се стрча по момчињата кои веќе се смушнаа низ ходникот. Цела група налета на новиот воспитувач кој се појави од еден ќош. Момчињата застанаа како закопани, а мајмунот, цивкајќи, почна да му ги лиже раците на својот господар. "Ние сме ова, ете, па тоа е мајмун," почна да тепка Филота. "Ни збор," ги прекина воспитувачот. "Напред во мојата соба сите тројца. И по мене." Мајмунот подскокна и цивкајќи тргна покрај својот господар, момчињата во чекор по него. Во одајата влезе прво мајмунот Ина. Скокна на масата и седна гледајќи го со влажни очи воспитувачот кој седна на постелата и двете момчиња кои туркајќи се седнаа на клупата. Воспитувачот имаше околу 40 години, беше височок и исправен. Костелнивата брада и долгата коса му беа прекрасно расчешлани, а под густите веги му светеа двете крупни очи. Им се насмеа на момчињата. "Сметам дека треба најнапред да се запознаеме," рече. "Јас сум Аристотел од Стагера. Имам 40 години. Најмногу сакам добри деца и природа. А вие?" "Јас сум Александар, син Филипов." Направи воспитувачот. "Син на кралот Филип, нели?" "Па да." "А јас сум Филота, син Перменионов." "Многу добро, ќе разговараме." "Од Мала Азија си дошол?" праша Александар. "Да, од Мала Азија. Порано бев во Атина. Учев кај филозофот Платон, се додека не умре. Вие сигурно сте чуле за Платона." "Сме чуле. Нашиот стар воспитувач умре, боговите му се смилуваа на душата. Тој ни рече дека филозофите се глупави." "Глупави? Глупави, сигурно, така рече. И дека се незналици," додаде Александар, "но затоа знаат добро да раскажуваат и да го лажат и измамуваат светот." "Вашиот покоен воспитувач и сигурно бил во право," се насмеа Аристотел, "но да знаете, и јас сум филозоф." "Ти?" се зачуди Филота. "Ти филозоф," се вмеши Александар. "Не изгледа баш дека си глупав." Момчињата ги занишаа главите. На нивните лица се гледаше израз на разочарување. "Значи и ти си филозоф," пак рече Александар, сигурно надевајќи се дека ќе добие одречен одговор. Воспитувачот климна и потврдно со главата. "Сум, може би и глупав." Стори момчето. "А зошто ти е мајмун?" "Ми треба, тој личи на човек." "Па што со тоа?" "Па личи." "Нека личи, сепак не е човек." "Може би му е брат," се насмеа филозофот. За момент настана тишина. Воспитувачот, подмижувајќи ги, посматраше момчињата. Мајмунот се чешеше по мевот, трудејќи се да фати болва. Александар удри со ногата во еден сандек. "Што имаш овде?" праша. "Книги." "Книги? Во сите 3 сандаци?" "Да." "Кој ги напишал?" "Многу учени луѓе. Има и мои дела." "И ти пишуваш?" "Да." "Зашто?" "За државата, за правото, за општеството. Има тука дела што ја зафаќаат логиката, филозофијата, историјата, природните науки, астрономијата и многу друго." "Видете, деца, филозофијата не ја создава еден човек, туку сите мислители на светот. Секој од нив кажува по нешто и тоа само за себе е малку или ништо. Но сето тоа кога ќе се разбере, тогаш се добива збир што е најблизок до вистината." Филозофот замолча и се загледа некаде настрана. Александар му се обрати на Филота. "Ки изедеш 3 шајки?" рече. Воспитувачот се сепна. "Што ти стана?" Александар, целиот црвен во лицето, одговори. "Овој стаорец овде рече дека ќе изеде 3 шајки ако се осмелам да го кренам капакот од сандокот и да го пуштам мајмунот." Филота со окукорени очи гледаше во другарот, а Аристотел се сети на зборовите кои пред половина час порано му ги рече на Филип. "Мојот син е нечи незаузден. Ти ќе го скротиш." Филозофот се сети на стиховите на трагичарот Софокле, славниот писател, рекол и за воспитувањето. "Тука се потребни јаки узди и добар управувач."
Меѓутоа, Филота скокна од клупата и побегна од одајата. Така се запозна Александар и неговиот новоспитувач филозофот Аристотел. Од тогаш тие двајцата постојано беа заедно, разговараа, расправаа, се препираа. На филозофот не му беше тешко да го придобие момчето. Новиот воспитувач набро го види дека момчето сака читање и наука. Поради тоа веднаш му го подари своето издание на Илиадата. Читајќи го овој еп, Александар се соживуваше со јунаците од Тројанската војна. Го обожуваше Ахилеја и му се восхитуваше што успеал во животот да најде вистински пријател, а по смртта достоен гласоносач. Филозофот успеа во срцето на момчето да всади љубов кон лекарството, па Александар уште во раната младост им притекнуваше на помош на болните пријатели. Им даваше лекови и совети како треба да постапуваат кога се болни и како да живеат по оздравувањето. Од неговата душа никогаш не исчезна љубовта кон филозофијата. Размислувајќи за природата и незиниот тек, за човекот и неговите односи кон предметите што го обколуваат и околностите во кои запаѓа, момчето дојде до точното сознание колку е важна, макар што на изглед ништожна, единката човек. Аристотеловата студија за постоењето и пропаѓањето му служеше како увод за решавање за проблематиката на животот и сознанието. Кралот Филип нареди за нив двајца да се приуреди еден дел од дворската бавча, каде што во утринските часови и при вечерина по песокливите врвици се шетаа воспитувачот и неговиот ученик. Нивните разговори беа бескрајни. Момчето поставуваше прашања, а воспитувачот одговараше. Понекогаш неосетно доаѓаа и до препирки, од кои филозофот секогаш излегуваше како победник. Една вечер Александар му постави чудно прашање. Дали можем од мајка, која е духовно оптоварена, детето да биде здраво? Филозофот не одговори веднаш. Неговиот поглед моментално падна на збунетото и румено момче и се пренесе на гранките од дрвјата и преку нив. Чувствувајќи на што мисли малиот, воспитувачот почна да размислува како да одговори. Но момчето додаде. Ја читав онаа книга што ја напишал Платон. Ти ми ја даде. Тој филозоф тврди дека доброто и злото се наследни особини, дека човекот се раѓа како добар или како лош. Дали е тоа вистина? Филозофот се насмеа. Го погледа момчето по косата и рече. Да, постои Платонова теорија за добродетелите што се раѓаат со човекот. Според моето мислење таа е погрешна. Погрешна, се сепна момчето. Внимавај, ако реши некој во животот постојано да биде добар и непрекинето да се вежба во тоа, дали ќе стане добар? Па сигурно. Ако се вежба да биде храбар и благороден, и благодарен ако настојува за тоа. Момчето ја заврте главата и се загледа во земјата пред себе. Најпосле реше. Пред некој ден ми зборуваше за наследните особини. Ми рече дека се од пресудно значење за човекот. Што значи ова сега? Значи дека ти размислуваш за се што расправавме ние двајцата и тоа многу ме радува. Знам на што мислеше кога ми го поставил на прашање. Да, на својата мајка, шепна момчето. А кој ти вели дека е таа наследно оптоварена? Може би погрешно го избрала својот животен пат и така се довела себе си до состојбата во која се наоѓа. Таа не е добра, тивко рече момчето. Зашто не се трудела да стане добра? Не е ни благородна. Не е. Едно време двајцата молчеа. Тешките прашања и уште потешките одговори ја убија волјата за живот. Седејќи на клупата во густата сенка на питомите костени, тие го гледаа синилото на небото и белите облаци, како пловат од бескрај во бескрај. На вравицата лазеше бубачка со зеленкасто златни крилца. Момчето се загледа во неа. Таа е среќна, рече. Кој? Оваа бубачка. Ќе биде среќна додека не ја догледа првата птица. Ќе ја клукне и готово е со среќата, одговори филозофот. Двајцата се насмеја. Од ден на ден се редеа прашања и одговори. Момчето на филозофот му изгледаше се почудно, а филозофот на момчето неисцрпен извор на знаење. Прашањата се редеа. Може ли човек да стане бесмртен? Може, но дури по смртта. Неговите дела можат да бидат бесмртни. Може ли човек да стане Бог? Не може, зашто е направена од материја што се распаѓа. Секоја материја е подложна на распаѓање. Зашто служат уживањата на сетилата? Заради сопствено продолжување.
А уживањата? Уживањата тоа нас природата не залажува за да го добие тоа што и припаѓа. Но само необразованата толба наоѓа уживање во насладите на сетилата. Такви слични прашања и одговори катадневно се редеа. Филозофот влијаеше на момчето, но пластовите што останаа во душата на Александар, создадени од раното детство, од една страна од налудничавата и мрачна Олимпијада, а од друга страна од суетниот и незауздан Филип, не беше лесно да се отстранат. Александар поради тоа беше и добар и лош, и умерен и избувлив, сентиментален и реален до грубост. Понекогаш плачлив на туѓата судбина, а понекогаш циничен спрема себе си и уште повеќе спрема друг. Мајката Олимпијада, таткото Филип и филозофот Аристотел одиграа главна улога во воспитувањето и формирањето на чудниот карактер на Александар Македонски. Неговата бујна природа го водеше често пати во крајности. Им проштаваше на закоравените злосторници, а убиваше невини луѓе. Тој ја разори Тева, а потоа плачеше над судбината на 30.000 тебанци продадени во робство. Лекарот Филтон и Проклес, атлетот од Теба, откако стасаа во Амфипол, се простија со трговците од Сирија и веднаш го продолжија патот за Биотија. Со нив одија и трите момчиња Пинтија, Калес и Никанор. 2 недели подосна се најдоа во Теба. Гликера, занемена од радост, се фрли на градите на својот маж. Мислев дека никогаш ќе нема да те видам, липаше. А детето? Со возбуден глас праша лекарот. Не успеав да го најдам, 3 месеци поминаа од онаа ноќ, ќе го бараме додека сме живи. Атлетот Проклес ги понесе со себе трите момчиња. Тие ќе работат кај татко ми на имотот, рече, а кога ќе дојде денот за одмазда, ќе ги понесеме со себе. Наспроти настојувањата на лекарот и жената да останат кај нив барем 10 дена, атлетот оправдувајќи се рече: Оваа година ќе бидат олимписките надпревари. Морам да вежбам. Освен тоа ме чека девојката во Платеа. Ќе се женам. Во текот на наредните 10 години лекарот и неговата жена неколку пати праќаат доверливи луѓе во Македонија да се распрашаат за нивното дете. Попусто. Првата вест што ја дознаа ги порази. Дворјанката Доротеја умрела, а таа единствено можеше да ги бара и да најде нивното синче. Другите обиди според тоа не можеа да успеат.